Пановски, вашиот целодневен водител на програмата. Имаме густа програма на вистина исполнета со разни луѓе кои што раскажуваат импресии за вчерашните настани врзани за референдумот, но исто така и значени интерпретации на она што било и што ја очекува Македонија. Со мене сега во студиото е Михаил Пановски, се извинувам, еден од основачите и од најстарата гарда на ВМРО-ДПМН во партијата и се разбира пратеник во првиот состав парламентарен на таа партија на почетокот од 90-тите. Господине Пановски, добар ден. Кажете ми, како вие го оценувате вчерашниот ден, како ги оценувате резултатите на референдумот? Да ви кажам искрено, очекував минимум 800.000 дека ќе има излезени, но во еден момент мислев дека ќе нема ни 600, како стигнува. По мене ова е респектабилна бројка со оглед на тоа што ние навистина не знаеме колку ни има во државата. И тука ја гледам оваа влада како голем пропуст, значи што имаше година и неколку месеци од кога ја дојдена, што не се обиде да направи еден не попис. Во МВР има податоци. Они знаат точно колку ни има, кој излегува се регистрира на границата и точно, значи, мислам дека они знаат, отприлике можат да проценат колку ни има. Да, точно, што со тој податок по тоа? Тој е битен податок. Правна основа за делување. Не е битен, тој е битен податок чисто од психолошко значење за пратениците. Зашто сега пратениците кога треба да донесат одлука, кога ќе знаат дека во државата имало милиони, тамо не знам, 600-700 илјади луѓе, по мене, може и грешам, не знам. И кога од тие ќе одбиеш едно 15% кои не се полнолетни, не можат да гласат, ќе дојдеш до некоја апроксимативна бројка колку не има со право на глас во моментов. Добро, очигледно е дека таа математика веќе нашироко се прави, тие проценки помалку или повеќе плюс минус се согласуваат сите оние кои сакаат да влезат во тоа. Од друга страна, овие кои што сакаат и кои што беа предводници на движењето на бојкот, тоа е председателот Иванов, а потоа гледаме и официјалното раководство на ВМРО-ДПМН, сепак калкулираат со официјалните бројки во избирачкиот список. Тие бројки велат дека 666.000 граѓани кои што гласали нешто повеќе на референдумот не се доволни за да валидизираат одлуката за понатамошна постапка во парламентот. Како вам ви се чини тоа? Види, секој си ги толкува бројките од свој аспект. И како познатата трка помеѓу претставителот на Америка и на Русија. Овој вика бил прв, овој втор, а овој вика нашиот беше предпоследен. Значи, сакам да кажам дека секој си ги знае точно бројките, кој ќе биде сам со себе или со својата екипа. Добро. Значи, по мене оваа бројка со овие луѓе во моментот кои што живеат во Македонија, мислам дека е бројка која што е респектабилна. Значи, граѓаните, поготово во градските средини, каде што граѓаните се многу послободни отколку во малите средини. Вие ако ја гледате излезноста, например, во Картош, во центар, во аеродром, и излезноста во помалите градови, значи одма тоа се воочува. Значи луѓето, факт е дека движењето бојкотира, финансирано од странски служби, денеска добив информација дека 12 тамо руски дипломати граѓани биле во една од скопските општини вчера. Значи, тоа е очигледно, мислам, тоа на сите да не биде јасно. Значи дека замешани се служби од страна во Добро, не мора обструкција да на референдумот. Служби кога не е замешан председателот на државата. Но јас значи улогата на политичарот ја гледам да го насочува јавното мнение, да го креира јавното мнение и да работи некогаш и на своја штета, ама во интерес на државата. По мене ние немаме друга алтернатива. По мене овој договор не е така лош како што беше представен за време на кампањата, бидејќи освен името кое што го добиваме, значи кое што треба да го ставиме да биде Северна Македонија, сите други членови апсолутно значи таа античка историја не е ни наша, тоа сите го знаеме. Историчарите дека и во Македонија и во Грција дека си имаат своји истории, кај што те насочуваат да ги мрзиш едните со другите. Значи тоа е факт и нека и тоа треба да престане, таа институционална омраза према комшијата и соседот. Значи ја на вистина не гледам зошто ако е тоа значи на никој не му е пријатно, ќе мора да го проголтаме,
ама во интерес на новите генерации, значи ние си остануваме македонци, па во Југославија бевме македонци, а нигде немаше Македонија негде во нашиот плаш. Председателот Иванов пред само половина час излезе со став дека се разбира референдумот е дебакал и дека, цитирам, собранието таа одлука на граѓаните мора да ја почитува. Што значи тоа во пракса сега? Сега процесот и самиот Заев даде 10 дена на процес во собрание. Вие сте бивши пратеник во тоа собрание, во еден состав за кој уште тогаш имаше многу критики, а сега луѓе се потсетуваат со известна, како да кажем, сентимент во смисла на квалитетите на тој политички состав во однос што овие години го гледаме. Како ќе изгледа сега тој процес во собранието? Во ова собрание моја проценка дека ќе биде многу тешко. Од причина што во наше време ние сите бевме дојдени, што се вика, од улица, без никакво политичко искуство и си ја теравме сите својата агенда. Нашата агенда беше Македонија држава. И ние од тоа го наметнавме тоа темпо како пратеничка група на ВМРО-ДПМН и газевме до крај. Значи, СДСМ од почетокот, значи СКМ, ПДП, како се вика, и председателот Киро Глигоров, значи, ние им наметнавме темпо на кое што они мора да се приклучат. И ја тука ја гледам. Значи, бевме многу послободни, за разлика од нас. Сега пратениците немаат своје. Сите се подпишани некои меници, тие меници не се знае кај се депонирани, кој ги држи. Значи, тоа истото го говореше и Петар Богоевски сега, непосредно певаско е заменик генерален секретар. Значи, вака да знаете. Јас сум обичен член на партијата, не сум во партиските структури, но имам многу познати, седеме, дискутираме, гледаме. Добро. Тоа значи дека, ако добро разбирам, овие 10 дена ќе пропаднат. Ја мислам дека веќе после толку е агресивна ова кампањава и заканувачка, ние гледаме, бивши амбасадор е натепан во центар на Скопје. Значи, тоа не е случајно направено. Значи, тоа е да се втера страв во коски кај пратениците. Сите ќе бидат прогласени за предавници. Иако најголемиот дел од нив интимно знаат дека освен ова, ние како држава немаме друга алтернатива. Осудени сме на тивко умирање. Знаејќи ги мениците, знаејќи дека некој се обидува со своите гласови да се пазари за своја слобода, а од друга страна во заложништво ја става цела држава и ги манипулира најголемиот дел честни патриоти кои што гласат за ВМРО-ДПМН. Силината на мениците ќе заврши во моментот кога мнозинството во парламентот ќе го распушти парламентот и ќе распише воредни избори. Сето тоа под претпоставка дека ДУИ ќе се согласи со таков тек на настаните. Што мислите дека ќе биде реакцијата на сегашното ВМРО-ДПМН? Моје предвидување дека сите многу што се малце поупатени во политиката, дека ако се пресликаат овие гласови во парламентарни гласови, тоа значи дека како во моментот како што е ВМРО не е единствено, значи едни влечат на една страна, други на друга, трети на трета, значи мислам дека ќе биде лошо за нашата партија. Познавајќи, мислам дека Мицкоски е паметен човек, но се уште не може да се наметне на тие што го поставија. Мислите дека тие го контролираат, се уште влијаат врз него пресудно? Не, наметната е таква клима, ќе биде утре човекот предавник ќе го прогласат. Значи, затоа мислам за него, единствен спас, ја барем така мислам, е бојкот на тие избори. Ќе најде некоја причина зашто да бојкотира. Значи, тоа му иде многу у прилог. Од кои причини? Прво, ако ги изгуби катастрофално изборите, утре ќе биде сменет од лидерското место. Не може да остане начел на партијата. А вака ќе има секојаш оправдање дека не изгубил избори, ќе си биде председател, ќе ги остави прелјавата работа и гневот на граѓаните со кои што го задоја овие денови, овие месеци, да си ја навлече на себе Заев и СДСМ, и што мислам дека и тоа е опортуно. Добро. За да наредните избори после тоа ВМРО ќе влезе со огромна предност и ќе ги добие. Вие го имате личното искуство. Вие во 90-тите години учествувавте во бојкотирање. Така. Што беше резултатот на тоа? По бојкотирањето беше резултат СДС го направи договор со Грција. Помина тоа во парламентот.
проблемот е што СДС ја направи криминалната приватизација и Да, но тоа е нешто што е партиска работа. Сега разговараме за овој државен момент. Ако сега ВМРО ДПМН одлучи да бойкотира, може би е тоа известна услуга врз државниот интерес на Македонија, бидејќи самиот велите дека се работи за иднената на нашите деца. Па потоа право да ви кажем кој што сака како сака нека гласа на некакви наредни избори. Нас од тие причини Европа ни е потребна. Значи да се наметнат нови стандарди во однесувањето на политичките партии во Македонија и значи за судовите поголема контрола, значи повисоки критериуми да се воспостават. Бидејќи јас не знам дали имавте прилика господинот Иванов да го гледате, тоа се излезе дека е портпарол на реформското движење на Македонија, повикува дека Македонија На кое реформско движење? Па тој вели дека има два приоритети поважни од овој договор, а тоа е сериозни темелни реформи во сите сегменти на општеството и однова да го изградиме нашиот национален консензус. Како ви се чини овој напор за градење на национален консензус? Има ли за тоа некаква шанса? Иванов не е човек што може да изгради национален консензус. Значи Иванов е идеолог на антиквизацијата, од која што државата има огромна штета. Тоа значи секој нормален историчар што нема страв да си го искаже своето мислење ќе ви го каже. Значи јас сум зборувал со многу историчари. Сум бил 93 година од парламентот во комисија за избор на директор на Институтот за национална историја. Јас ова прашање го имам поставено пред 40 доктори на науки. Оваа дилема. Сите дојден кажале, ма каква антика, тоа е и самиот Иванов е доктор на науки и предпоставам дека може да свика, ако не 44-ца што ќе го поддржа. За жал не успеа значи да се издигне над ситуацијата, значи да биде Борис Трајковски. Добро. Ако го тргнеме Иванов на страна, Борис Трајковски навистина голема фигура во однос на Иванов, барем во оние години кога се обидуваше навистина да прави национален консензус. Ако го тргнеме Иванов на страна, бидејќи тој сепак го завршил мандатот за некои месеци, мислам дека историјата ќе суди за него, без разлика ние што мислиме во овој момент. Како ќе се гради националниот консензус по ова прашање, бидејќи де факто ова што вие го проектирате дека ќе се оди би можело да се оди на бојкот е заправо продлабочување на ровот и, како да кажем, уште поголема поделба на тие две општества во Македонија кои што меѓу себе сега и по принцип на бојкоти ќе комуницира. Тоа многу тешко ќе биде во блиски днина, од причина што по мене околу 100.000 луѓе се задоени со античката лага и нормален човек не може да им објасни. А таа лага ни ја пласираат одредени квази историчари, кои што тоа им е споредна професија. Да. И верувајте ми, многу е проблематично на тие луѓе да им се објасни дека ние апсолутно таа античка историја што ја промовираме ни прави огромна штета за функционирањето на нашата држава. Значи нашиот стратешки интерес се знае кој е. НАТО, Европска унија, крај на приказката. Значи значи тие што ни ги правеа цело време проблемите, се уште ни ги прават од 90-та до сега. Можно ли во ВМРО ДПМН да дојде не во општеството, туку во партијата некаква реформа во која што ќе се поведе дискусија за ова што го говорите? Бидејќи таму на вистина има силен натисок од кругови радикални, кои што Мицковски се обиде дури да ги квалификува на еден лош начин, но тие очигледно наметнуваат агенда. Дали партијата, ако бойкотира, што ќе значи тоа за самата партија? Отварање на демократски процес или уште повеќе запаѓање во некакви антички идеи и уште повеќе правење од таа партија некакво страшило на македонската политичка сцена? Јас Мицковски значи го почитувам како паметен човек, значи најискрено ви го кажам. Да, па се разбира. Значи мислам дека му треба време да ги земе конците во своја рака. Значи човекот е, значи било кој јас и вие било кој да се најде во негова ситуација, значи он цело опкружување му е наметнато од старото раководство. Сите општински комитети се поставени од старото раководство. Добро, он го прифати тоа. Помина низ партиски избори во кои ги зацврсти тие. Некој мораше да прифати. Значи дали ќе беше Мицковски или некој друг, не е битно. Добро, ама тоа значи дека се Мицковски е жртва на старото раководство или е доброволен учесник во целиот процес? Зборот ми е Мицковски, доколку сака да дојде на власт, а сака да дојде, ќе мора после кој ќе помине ова гужва околу договорот со Грција, полека да почне значи да го дистанцира ова радикално крило, античко крило и полека да форсира луѓе во сите структури на партијата кои што се европски ориентирани.
Само така ВМРО ќе се врати на власт. Можда е вистинско време да се каже дека господинот Мицковски веќе неколку пати го повикувам на разговор овдека, вклучувајќи го и денешниот ден. Тој е презафатен, се разбира, човекот има многу ангажмани, иако гледам дека наоѓа време да шета по разни студија низ Македонија, па еве нека биде тоа отворен повик за некоја наредна прилика. Но, што тоа значи ќе му треба време? Мислам, вие навистина мислите дека вашата партија, во која сте ви обичен член, може да се реформира, бидејќи дури ни статут не успеа да изгласаат нов, кој што требаше биде со овие демократски прерогативи, а еве поминаа колку месеци, бидејќи тие викаат Заев е година дена власт, за се е тој виновен, од друга страна во самата партија ни статутот не успева да го поминат. Мицковски, доколку сака да се врати на власт со ВМРО ДПМН, ја верувам, во тоа убеден сум дека сака, ќе му треба еден извесен период ситуацијата што е создавана десетина години да полека да врати во нормал. Добро, тоа ми звучи како еден процес прилично неизвесен. Дали мислите дека Македонија може да си го превземе тој луксус, да кажем, да заради повисоките цели на НАТО и на Европска унија, евроатлантските интеграции, ја жртвува правната држава? Со други зборови ве прашувам дали пазарењето во парламентот ќе биде на штета на правната држава, тоа е оние кои што ги контролираат тие пратеници да се излечат неказнети за сите овие злодела за кои сега се обвинети. Доколку е така, тоа ќе биде катастрофа за државата. Дури и за држава која можеби ќе стане членка на Европска унија и НАТО? Ја мислам дека единствена опција за оваа држава се нови избори. Нови избори, на кои што резултатот ќе биде, затоа што да ви кажам Народот ќе си каже. Значи, должни се сите учесници да искочат пред народот, да му представат и народот да си ја земе судбината во свој раце. Искрено да бидам на избори не се бројат бойкотирачите. Значи можат и 1 милион да бойкотираат, а тие што ќе излезат да гласаат, тие ќе го изберат новиот состав на парламентот. Секој ќе си каже. Искрено да бидам, мене ме плаши таков вид на собрание во кој што една партија или да речеме две партии ќе учествуваат во власта и ќе имаат 100% власт. Да, сакам да кажам, значи би било многу подобро до бойкот и да не доаѓа, но гледам дека вие сте прилично цврст во таа идеја дека практично единствената можност на ВМРО ДПМН е да преживее оваа криза сега иманентна, таа е веќе криза, ние сме во политичка криза, е на понудата за избори да каже не, од некоја причина ние ќе ги бойкотираме. Јас да ве прашам, ја може вас? После оваа клима што е создадена во државата на предавници, кој од пратениците на ВМРО ДПМН ќе се осуди да крене рака за овој договор? Еве денеска читам дека ќе се бари некако тајно гласање во парламентот по повод уставните измени. Иако знаеме дека ако се побара потоа поименично искажување за гласањето, така е, да, така што... Па не знам, знаете како се, вие ме прашате мене за работи кои што се невозможни да ги одговорам. Јас сепак мислам дека 120 луѓе кои се нафатиле да бидат пратеници, треба да имаат некој достоинство и некаков личен интегритет. Ако тоа го немаат... Па тој што имал личен интегритет, зар би потпишал меница? Тоа со мениците е феномен кој што изгледа исклучително, како да кажем, редок на светско рамниште, а ние сме го измислили и може да го има и во други парламенти. Ја не знам дали е тоа така. Меѓутоа повторно државата е крива. Затоа што па има ли институции во држава? Да. Па тоа е удар врз демократијата во државата. Так. Може ли некој со меници, таму од 50 пратеника да ги држи во шах? Сега планирате ли ново обраќање, бидејќи вие непосредно пред референдумот со една поголема група на пратеници од овие што се преживеани од првиот состав на парламентот, излеговте со еден јасен став, со јасно декларирање дека секој треба да излезе да гласа на референдумот, бидејќи се решава за судбината на земјата во оваа историска фаза. Комуницирате ли со колегите сега за можеби за некаков нов став во таа смисла? Не, апсолутно не. Значи случајно, идејата беше од ние имаме здружение, едно кое што многу ретко ќе се собереме, на 8 септември веќе се гледаме еднаш годишно. Така, заседавате, кој го води здруженијата? Ние сме прво пријатели и се почитуваме многу, значи сите помеѓу себе, независно кој од која партија бил. Значи и тоа ни останало еве. Значи консензусот е можен, ама во некој ние како партеници во првиот состав, ја ви гарантирам дека многу добро можеме да препознаеме што е државен интерес, а што е манипулација и демагогија. Значи и се собравме неколку дена пред таа пресконференција. Што мислите? Гледаме дека сите исто мислиме, предложија да се искочи во јавност, да се со нашиот став. И сметаме дека беше окей. Имавте ли заради тоа излегување во јавност некакви непријатности? Да.
Во смисла? Па во смисла, се јавуваат, се закануваат, вреѓаат, кај роднини блиски, се јавуваат, ама видете. Ја 90-та година ние не се исплашивме од Југословенската народна армија, која што ако не успе, мене Никола Клюсев на денот на референдумот, 91 година на 8 септември, ми рече, вика, спремај се, ако не успее референдумот, сите ќе не апсат. Значи, ние од ЈНА не се исплашивме, па сега. Господине Пановски, јас ви благодарам за овој исцрпен разговор. Се надевам дека ќе имаме можности во иднина да поразговараме. Ако ништо друго, барем ќе се навратиме во студиото, кој ќе ги анализираме последиците од одлуката, евентуалната одлука на ВМРО да моја прогноза е, значи, единствен нормален излез од оваа ситуација, мислам дека Мицковски е паметен човек, пак ви повторам, дека ќе биде бојкот. И вие мислите тоа го кажете во позитивен контекст го кажувате? Па види, за него лично е најдобро да бојкотира. Да, ма ние сега не разговараме за него лично. Ако доживее катастрофа на избори, ќе мора да се оди од партијата. И ќе биде фактички после не се знае какви процеси ќе се отворат. На Македонија и треба ВМРО, да се разбереме. На Македонија и треба сериозна опозиција, а освен ВМРО нема друга партија што може да биде опозиција, да се разбереме. Значи, веројатно голем дел од гласачкото тело. Борбата за демократија по мене во државата е внатре во ВМРО, значи да се демократизира партијата и да фати чист, јасен, проевропски курс. Господине Пановски, ви благодарам уште еднаш за разговорот, а вие почитувани гледачи останете со нас, бидејќи следуваат вести, потоа следува ново издание на Ексклузив и следува, се разбира, Сергеј со своите флорети, мечеви, дадувани балони и така натаму. А потоа ние се гледаме повторно, се некаде до пред главниот дневник во 8 часот на оваа телевизија. Благодарам за вниманието, останете со нас.